Трибината која што се организира денеска е во организација на Централната комисија за здравство на ВМРО ДПМНЕ со председател доктор Игор Николов, тука е присутен, и други колеги учесници кои ќе бидат предавачи на оваа трибина заедно со нашиот градоначелник на општина Кавадарци господинот Митко Јанчев. Воедно сакам да кажам дека многу е важно дека е нашиот град избран токму сега, иако е пети поред, да се одржи оваа трибина за здравство, каде што во секој град се разработуваат различни теми и проблеми со кои се соочуваат нашите колеги и граѓаните воопшто. Треба да напоменеме дека денешната тема е тема за примарното здравство, за матечните лекари, специјалистите по семејна медицина и превентивната медицина. Се со цел да ги добиеме ние проблемите со кои што се соочуваат нашите колеги и на крајот да добиеме цели и насоки за решение на проблемите, каде што ќе бидат задоволни на крајот и колегите и граѓаните како пациенти во нашиот здравствен систем. Во Кавадарци денеска се одржува петата академија за здравство и здравствени системи со акцент на примарното здравство и превентивната медицина. Ова го организираме со цел да добиеме што повеќе информации за проблемите на здравствениот систем, особено на примарното здравство овој пат. И посебен интерес ни е јавното здравје, односно превенцијата, превентивните скрининг методи, како можеме да ги заштитиме нашите граѓани. Денеска се вклучени експерти во оваа академија кои што ќе одржат предавања од областа која што е од интерес и очекуваме да добиеме навистина информации кои што ќе бидат потребни за понатамошното действување, информации кои што ќе бидат потребни за креирање на понатамошните здравствени политики, особено од примарното здравство, примарната медицина и превенцијата, за која што сметаме дека представува и треба да представува и ќе представува приоритет, бидејќи како што постои изреката подобро е да се спречи отколку да се лечи, практично ние треба да действуваме во тој правец. Превентивната медицина, примарното здравство, матичните лекари, семејната медицина, семејните лекари ќе ни видат приоритет. Информациите ќе бидат драгоцени за понатамошното действување и понатамошните активности и програми.